Благодарам на присуството. Почитувани медиуми, почитувани представници на јавноста, би сакал денеска да позборувам малце повеќе за криминалот и корупцијата кои што се случуваат во Општата болница во Прилеп, која што е директорувана од директорката Кети Смилевска, која што е поставена за директор од носителот на листата на СДСМ во 4-та изборна единица Венко Филипче. Именно состојбата во Прилепската болница е ужасна. Голем број на оделенија не работат. Нема соодветни здравствени услуги, дури нема ни основни здравствени услуги за најголем дел од пациентите. Во време на корона кризата Прилеп за жал имаше највисока смртност токму заради состојбата во Прилепската болница. Се сеќавате дека немаше довод за кислород скоро една година, а кога се отвори модуларната болница немаше крајна забеганоста по Венко Филипче заедно со Ивана Тринчевска со хеликоптер слетаја во Прилеп за да ја отворат. Во Општата болница Прилеп нема лекови за пациентите, нема соодветни здравствени услуги, затоа што има криминал и корупција. Би сакал денес да отворам една серија на пресконференции на кои што ќе обзнанам бројни криминали во болницата. Почнуваме со договорите за одржување на компјутерскиот систем. Се работи за два исти договори, едниот подпишан на 2 декември 2021 година и вториот подпишан на 12 февруари 2024 година со истата фирма Кодекс Компјутери. Тоа се овие два договори. Доколку внимателно се разгледаат овие два договори, ќе се види дека за истата работа, а тоа е одржување на постоечкиот информацијски систем, со иста спецификација која што е препишана и која што е јајце на јајце буквално помеѓу едниот и другиот тендер, разликата во цена е 60.000 евра. Повторувам, истата фирма го добива тендерот и во 21-та година и во 24-та година. Во 24-та година за 6.000 евра поскапо. Или доколку одиме на единечна цена, што мислам дека е најфрапантно во целата оваа работа, за истата услуга, одржување на компјутерскиот систем, во 2021 година цената е 162.500 денари, или некаде околу 2.500 евра, а веќе во 2024 година е 5.000 евра. Повторувам, во 2021 година одржувањето на компјутерскиот систем, кој што според спецификацијата е исти во 21 и во 24 чини 2.500 евра месечно, а во 2024 година чини 5.000 евра месечно. Тука можете да ги видите сумите. Што значи дека тоа е едната сума, тоа е другата сума. Што значи дека во Прилепската болница криминалот оди на дупло. Значи не се зголемило за 10 или 20% како што фамозно крадат од СДСМ, туку во Прилепската болница директорката поставена од Венко Филипче краде 100%. За 100% повисок договор дава во 2024 година, односно истата услуга, која што во 2021 година чинела 2.500 евра месечно, во 2024 година чини 5.000 евра месечно, или разликата за 24 месечен период, колку што е договорот, е 6.000 евра пари кои што се одлеваат од Прилепската болница и затоа нема соодветни здравствени услуги за граѓаните. Ќе продолжиме следниот период да обзнануваме и други бројни криминали што само покажуваат како работел Венко Филипче, од каде му пари за скапото Ауди и за удобствата во животот. Тие сигурно не се ни од министерската, нити од докторската плата, очигледно се од криминал и корупција, како што од денес не да одговори на крупните прашања кои што ги поставувавме поврзани со наводите за криминал и корупција во време на неговото министерување. Благодарам многу.